Петок, 12 декември 2025. Добра вечер во дневникот на КТВ. Мој општинар слави 8 години. Сервисот што ја зајакна врската меѓу кавадарци и граѓаните. Денес се одбележува 8-миот роден ден на мој општинар. Сервисот што градоначалникот Митко Јанчев го воведе со цел да ја подобри комуникацијата меѓу општина Кавадарци и граѓаните. Во изминатите 8 години мој општинар прерасна во функционален тим кој секојдневно е на терен, ги слуша граѓанските забелешки, ги бележи проблемите и ги пренесува до надлежните служби. Благодарение на нивната работа, голем број мали, но значајни комунални прашања се решаваат побрзо и поефикасно. 2025 година Штотко почна трет мандат со старо-новата екипа, формирана во 2017 година. Тоа е секторот Мој општинар, кој што како проект го промовиравме во уште пред првиот мандат во програмата, прерасна во еден сектор и одделение кое што стави крај на многу неправилности во општина Кавадарци, стави крај на многу неправдини и ја доближи општината до народот во секоја рурална средина, секоја село, населба и град Кавадарци. Односно, како што беше и ветено, постоечки вработени од општина Кавадарци преминаа во тогашно одделение, сега сектор за техничка поддршка и логистика. И сето она кое што е сработено во овие 8 години од мој општинар е видливо, а и документирано низ годините кои што минуваат. Така да од самиот почеток, од формирањето на мој општинар, се формира тим од луѓе кои што си добија свој реон, вклучувајќи ги и селските средини, а покрај тоа беше неминовно да се евидентираат зелените површини, се евидентираат сите сиелични места на општина Кавадарци, сите одводни, доводни шахти, канализациони мрежи, водоводни мрежи, ударни дупки, реконструкции, се она што беше потребно за урбаните и за местните заедници. Општина Кавадарци, поставувајќи систем со кол центар од 13300 бесплатен телефонски број, каде што 24 часа кроз 7 може да ги пријавуваат своите проблеми нашите сограѓани, и дежурствата на мој општинар од 24 часа при 7 дена во неделата или 365 дена во годината, без исклучувајќи ги празниците, да бидат достапни до самите граѓани, а воедно и да раководат со дел од јавните предпријатија и инспекцијските служби, меѓутоа и сите други одделенија кои што се во интерес на самите сограѓани, како водовод, канализација, осветлување и се она што е под ингеренција на општина Кавадарци. Од целиот систем кој што се направи во 2017 година со почетокот на првиот мандат, има континуитет веќе од изминати 8 години. Покрај системот на кол центар 13300 успеавме да поставиме и над 360 безбедносни камери, каде што ја сочувуваме нашата средина и ја го подобруваме квалитетот на луѓето на живот, меѓутоа и грижи се за нивната безбедност. Општина Кавадарци заедно со мој општинар како сектор при општина Кавадарци изгради доследни личности кои што се активни на теренот и слушаше го гласот на народот по урбани и местни заедници во делот на изградбата или потребата за нивните секојдневни потреби во општеството и она што општината треба да го врати на самите сограѓани. Подигнати се многу зелени површини, а тоа значи над 201 метри квадратни на соодветни локации, изградени повеќе од 30 детски катчиња за рекреација, направени повеќе велосипедски патеки, пешачки патеки, уредување на самите улици, учествувајќи во делот на сообраќајот за едносмерни улици, во делот на паркирањето, во делот на правењето на депото за земјоделска опрема или за тргањето на оние лимени гражи кои што ги имаше над 400 во општина Кавадарци, при тоа што беа поставени на зелени површини, при тоа подигнување на нови зелени површини на самото место и уништувајќи повеќе од 100 диви депонии. И на иницијатива на мој општинар заедно со сите жители на општина Кавадарци се воведи износ на комунален смет во делот на целата територија на општина Кавадарци, вклучувајќи ги најруралните средини и најоддалечените села кои се над 40 километра. Со овој сектор заедно успеавме со луѓето од мој општинар
да бидат активни и да осветлувањето во општина Кавадарци од 4000 светилки го подигнеме на 9000 светилки, односно да сите влезли во градот, села, населени места и централното градско подрачје биде комплетно покриена соодветно со осветлувањето како што има и самата обврска општината со автоматизиран систем со димирање на светилките од 3 зонско димирање и автоматско на следење на секоја линија во делот на дефекти или во делот на недостаток на било каква случка во делот на уличното осветлување. Моја општина ослободи многу тротоари кои што претходно беа изградени со поставување на столпчиња, поставување на други барикади за да бидат слободни за нашите сограѓани за движењето, а поготово при самите училишта или кај што најмладите движат во делот на нивната безбедност. Мој општинар заедно со инспекцијскиот систем го подобри и делот на јавниот превоз во општина Кавадарци и формирањето на новото јавно предпријатие за превоз, каде што линиите и сите други потреби на граѓаните секојдневно се слушаат, се гледат и се менуваат линиите според нивните потреби и успеавме некаде да на дневна основа имаме повеќе од 400 до 500 дневни билети при јавното предпријатие за превоз превоз Кавадарци. Како сектор ќе продолжиме понатаму да поработиме, поготово во делот на животната средина, при правењето на реконструкцијата на паркот Мишо Шкартов, кој што имаше комплетен доби нов изглед, осветлување, подземно наводнување и комплетна реконструкција, градење на паркот на Киро Крстев, каде што комплетна една депонија се претвори во градски парк, градење на паркот на Страшо Пинџур или во делот на Шумарското училиште, исто на Солунска глава и други паркови низ општина Кавадарци и качење за рекреација. Исто можеме да потенцираме да кажем дека од месец февруар ќе се отпочне со градење на уште еден парк при самиот дол Кавадаречки, кој ќе биде покриен со цевки и ќе биде добиена површина за парк околу 21 метри квадратни, која ќе биде и како корисна. Од поставувањето на урбаната опрема па до најбитните работи, сега секторот мој општинар заедно со сите служби од општина Кавадарци и јавни предпријатија е на терен и е на дело на граѓаните. Морам да потенцирам да кажам дека мој општинар е задолжен и за функционирањето на јавните предпријатија и за контролирањето и за следењето на нивните обврски кои што ги имаат по годишната буџетска програма донесена од Советот на општина Кавадарци и од градоначалник, дали соодветно и навремено се вршат сите комунални дејности на јавното предпријатие, значи од пометување, метење, кастрење, чистење, водоснабдување, износ на комунален смет, па се до зимското одржување при зимските услови. Можам да кажем и се пофалам дека сме единствена општина која што успеавме покрај административното работење во делот на општина Кавадарци да направиме систем, да направиме сектор кој што е во корис на граѓаните и е на терен заедно со нашите сограѓани и достапен континуирано през цела година за граѓаните на општина Кавадарци. И со тоа гордост мислам дека припаѓа на сите жители на општина Кавадарци, а поготово јас како градоначалник со трет мандат и овие лица професионално вработени веќе во секторот за мој општинар или секторот за техничка и видео поддршка која што го имаме при општина Кавадарци. Мислам дека ќе продолжиме во прав правец. Плановите за работа и за 26-та година ги имаме на високо ниво, подигање на уште 101 метри квадратни зелена површина, реконструкција на стари и обновување на нови дрвореди, ставење на дрвореди каде што веќе немаме постоечки дрвореди и поготово одржувањето на постоечките зелени површини, паркови, како што е почнувајќи од Моклиште, па споменикот 12 другари, па до Централниот парк и се она што го имаме во делот на секоја урбана заедница да може да го одржуваме секојдневно, пошто во делот на градењето е завршеткот на една фаза, а одржувањето е секојдневно и граѓаните мора тоа да го гледаат и да бидат задоволни во делот на нашето работење. Општина Кавадарци е транспарентна општина и поготово како градоначалник со трет мандат, како што ја најавивме на самите предизбори кои што беа пред речиси 2 месеци, ние
ќе работиме интензивно на капитални инфраструктурни објекти кои се отпочнати повеќе од 12 во моментот. Нема да оптеретуваме денеска да ги споменуваме нив, меѓутоа сето она што е изградено и што треба да се догради во делот на животната средина, во делот на сообраќајот, во делот на одржувањето на хигиената, одржувањето на културата, нивото и на спомениците, како општина ќе бидеме активни и вклучени на терен секојдневно, без разлика дали е сабота, недела, викенд или празник, имаме дежурства и ќе продолжиме по истиот пат. Можем лично, од моје име како градоначалник, за изминативе 8 години да се благодарам на сите оние учесници кои што заедно со мој општинар успеа град Кавадарци да го донесат до едно ниво и слободно ќе бидам нескромен, ќе кажам дека општина Кавадарци и град Кавадарци во Македонија е на ниво број 1 во делот на хигиена, во делот на среденост, во инфраструктурната изградба, во сообраќајната изградба, во делот на предучилишното образование, самото образование и во делот на сообраќајот и во делот на прекршоци или безбедноста на самите граѓани. Така да мислам дека како проект е успешен и дека ова е правиот пат како треба една општина да биде поблиску до народот покрај административната работа во самата општина. Започна изградбата на првиот модерен биопазар во Кавадарци. Биопазарот ќе располага со делови за продажба на органски јаткасти плодови, мед и пчелни преработки, домашни зимници, сирење, кашкавал, урда, путери и други природни производи. Во Кавадарци започна изградбата на првиот модерен биопазар во Тиквешкиот регион, проект кој локалната самоуправа го најавува како значаен чекор кон здрави навики, посилно земјоделство и одржлив локален развој. Од општината истакнуваат дека новиот пазар ќе обезбеди современ, уреден и сертифициран простор каде локални земјоделци, органски производители и мали семејни бизниси ќе можат директно да ги пласираат своите производи без посредници, по фер цени и со поголема доверба од потрошувачите. Со овој проект инвестираме во 3 столба: здравјето на граѓаните, економската моќ на нашите производители и одржливата иднина на Кавадарци. Ова е простор каде локалното добива вистинско значење, велат од локалната самоуправа. Биопазарот ќе располага со делови за продажба на органски јаткасти плодови, мед и пчелни преработки, домашни зимници, сирење, кашкавал, урда, путери и други природни производи. 15 деловни единици распределени по современи стандарди за хигиена, безбедност и функционалност. Од општината додаваат дека проектот е дел од пошироката визија за Кавадарци, како еколошки одговорна и економски динамична општина која го поттикнува локалното производство, го скратува синџирот на снабдување и ја зголемува свесноста за здравите навики кај граѓаните. Пазарот ќе биде изграден во зона со комерцијална и деловна намена, со цел оптимално поврзување со постојните градски услуги и инфраструктура. Изградбата е веќе во тек, а од општината велат дека новиот биопазар ќе стане ново урбано јадро за локална храна, органско производство и современ пазарен развој. Советот на општина Росоман денеска ја одржа првата вонредна седница, беше усвоена одлуката за проширување на општинскиот буџет со дотации од Министерството за образование. Украинската амбасадорка Лариса Дир во работна посета на општина Кавадарци. По тој повод во Домот на културата се организираше украинско-македонска културно-уметничка програма. Чест ми е што денес сме заедно во рамки на иницијативата која возможи нашиот градоначалник. Иницијатива со која децата од непогодените региони во Украина добија можност за бесплатен двунеделен престој во нашата општина. Целта беше едноставна, но многу важна. Барем за миг да ги заборавите тешките околности и да почувствувате радост, игра, дружење и нови пријателства. Во изминатите денови имавте богата програма. Спортски активности, прошетки, посета на институции, а престојот во Михајлово ви овозможи свеж воздух, природа и безгрижни моменти кои искрено ги заслужувате. Нашите две држави од секогаш негувале пријателски и искрени односи. Денес, уште еднаш потврдуваме дека честноста, солидарноста и грижата се мостови што не поврзуваат. Вие, децата, сте најсилната причина тие мостови да останат цврсти и трајни.
Голема чест е денес што сме заедно на настан кој е организиран специјално за вас. Горд сум што ја возможивме оваа посета по втор пат со цел да имаме моменти на радост, игра и нови другарства. Далеку од тешките околности што ги оставивте барем кратко за себе. Во изминативе денови имавте можност за спорт, прошетка, културни активности и да уживате во убавината на Кошук планина во престојното одморалиште Михаел. Се надевам дека овие денови ви донесе наставка, весели моменти и спомени кои ќе ги чувате долго и се сеќате на убави моменти. Македонија и Украина одсекогаш биле пријателски држави. Денес потврдуваме дека човечноста, солидарноста и грижата се најважните мигови што не поврзуваат. А вие, децата, сте најсилната причина тие мостови да останат цврсти и трајни. Ви посакувам да продолжите да се забавувате, да стекнете нови другарства и да понесете убави спомени од кавадарци, како и од локална самоуправа, така и од нашите сограѓани. Со отворено срце и топло добродојдовте од Македонија и Кавадарци. Сакам да ви се заблагодарам на општина Кавадарци, на вас, господин градоначалник, за тоа што овозможивте не по првиот пат деца да дојдат тука, да имат убави моменти, да го заостават тој страф со кој они секојдневно се соочуваат во Украина, од бомбардирање, од ноќни неспиење, по криење по скривници, сето тоа, за да можат тука да уживат во добар амбиент, со многу добар македонскиот народ, да се здружат, да се пријателат и да ги понесат тие пријатни моменти. Ова е многу голем момент за голем чин, што не можеме да ви се заблагодариме само со зборови. Знаете, што цела Украина сега може да ви каже едно големо благодарение, затоа што од самиот почетокот на војна ја знам каде ние како здружение можеме да се обратиме и да побараме било која помош и поддршка. Од 24 февруари 2021 година имаме целосна континуирана помош за Украина и Никопол која останал без вода, и деца од Никопол можеле да дојдат и многу други работи. Така, ви благодарам многу. Најнапред сакам да му изразувам благодарност на почитуваниот Митко Јанчев за можноста што ја обезбеди украинските деца од Сумската област, кои секојдневно е под руски окупаторски наводи, да отморат во центарот Михајлово. Ви благодарам вам лично, почитувам господин Митко за тоа што е сите овие години на вооружената агресија на РФ против Украина, постојано им помогнете на украинците. Оваа помош е од животно значење, тоа е хуманитарната донација на моќен генератор на илјадници домаќинства во Буча во зимските месеци. Тоа е обезбедување десетици илјади тони води за пиење кога руската агресори ја разурна Каховската гидроцентрала. Тоа е организација на одмор за децата на Никопольската заедница, која исто така секојдневно е под руски гранатирање. Вашето отворено и искрено срце, подготвеноста да им помогнете на луѓето и максимално да ги полесните тешкотија на оние кои се во потреба, не може да останат незабележени. Во август годинава, председателот на Украина Володимир Зеленски ви додели висока државна награда. Согласно указот на председателот на Украина, вие бевте одликуван со орден за заслуги. И се надевам дека со најблиската дипломатската пошта овое одликување ќе биде доставено од Киев до Кавадарци.
Сакам да за се да благодарам на вашиот пријателски и енергичен тим, кој реализира проекти, работи продуктивно и обезбедува квалитетни резултати господин Тодор Ефремов, господин Лјупчо Глигоров, и имам посебна благодарност, сакам да упатам до Јанинка Чупарковска, директорка на компанијата Кожичанка, која со години несебично помага со се што е потребно и искрено одговора на сите молби за поддршка. Ви благодарам за вашето широко срце и чувството за потребите на луѓето и искрено ви посакувам понатамошен просперитет, енергија и секогаш да имате толку љубов, топлина и можности што ќе можете да им ги подарувате на другите. Во село Сирково се асфалтира улица 1 на потегот од стадионот до центарот, вклучително и централниот дел на селото. Овој значаен инфраструктурен проект е целосно финансиран од буџетот на општина Росуман, како дел од посветеноста за подобрување на условите за живот во населените места, информираат од општината и нагласуваат дека со асфалтирањето се обезбедува подобра проодност, поголема безбедност, поуредена и функционална инфраструктура за жителите. Продолжуваме со вложување во сите населени места за современа и развиена општина Росуман, вели градоначалникот на општина Росуман Ѓорги Крстевски. Српското сценарио се потврдува во Македонија и преку сделките со Алта банка, предупреди Александар Саша Димитриевиќ, член на Централниот одбор на СДСМ, посочувајќи дека преземањето на Стопанска банка АД Битола од страна на српската Алта банка е реализирано веднаш по доаѓањето на власт на ДПМН. Антикорупцијскиот тим на СДСМ денес објавува нова бомба. Банкарот на Вучич стана банкар и на Мицковски. Пред само 2 месеци српската Алта банка ја превзеде Стопанска банка АД Битола. За тоа согласност дал Трајко Славевски, гувернер на НБРМ. Дали токму тоа е причината за која Трајко Славевски беше избран за гувернер на НБРМ, само за да тивко и експедитивно се реализира токму оваа сделка. Но клучното прашање е, што се крие зад оваа сделка? Зошто веднаш по доаѓањето на власт на ДПМН се реализираат вакви дилови? Одиме со фактите поред. Собственик на Алта банка е Давор Мацура од соседна Србија. За краток период од собственик на мала менувачница во Земун станува собственик на банка, земјишен магнат, инвеститор, кој има договори со огромни државни компании во Република Србија. Последно, на банката која до вчера била менувачница и е даден огромен државен бизнис на електростопанство на Србија, а тоа се сметките за струја. Според пишувањата на српските медиуми, рецептот за успех се неговите врски со власта на СНС, Александар Вучич, неговиот брат и кум. Српската опозиција редовно го обвинува Мацура за криминал. Медиумите во Србија го врзуваат пријателството и со Милан Радојчич, кој е под американски санкции и на црна листа. Но, кога Мацура се обидел да се прошири во Европската Унија, односно да купи 20% од уделот во австриската Адико банка, Европската централна банка му го суспендирала правото поради сомнеж за потекло на капиталот. По пишување на угледниот Financial Times, постоела долга истрага на Европската централна банка за Alta Pay поради сомнеж за перење пари. Ова значи легален влез на сомнителни финансиски текови во Македонија и отварање врата за можно перење пари. Како тоа? Европската централна банка има превземено ваков ригорозен чекор, а Трајко Славевски и НБРМ без размислување го дозволиле превземањето во Македонија. Зошто не биле повнимателни? Особено што станува збор за банка од понизок ранг. Еве го сценариото на кое предупредувавме. Оваа трансакција е нераскинливо поврзана со финансиско-политичката мрежа на владеачките структури во Србија со Христијан Мицковски и ДПМН. Дали ова значи отварање на патот за селење на сомнителен капитал и влијание во Македонија? Бараме финансиското разузнавање и финансиската полиција
да отворат истрага за ова крајно сумнително превземање. Бараме да се испитаат потеклото на парите и ризикот од перење пари. Македонија не смее да стане финансиска платформа за туѓи политички агенди. Антикорупцијскиот тим продолжува. Работата не е завршена. Власта на СДС, Заев и Филипче работела активно на носење мигранти во Македонија. ВМРО ДПМН заедно со граѓаните тоа го спречија, рече на денешната пресконференција Миле Левков од ВМРО ДПМН. Власта на СДС, Заев и Филипче работела активно на носење мигранти во Македонија. За таа цел предвиделе изградба на мигрантски камп на само неколку километри од центарот на главниот град. Зоран Заев и Венко Филипче имале партиска и државна политика за населување на мигранти. И тоа истите оние мигранти кои прават големи проблеми во Европа. Зоран Заев и Венко Филипче биле спремни на населување на мигрантите во Скопје, откако во 2018 година усвоиле план за изградба на мигрантски камп во Бардовци. Филипче, кој денес е најгласен против некакви измислени мигранти, тогаш бил прв кој со две раце гласал да се доселат мигранти во Македонија. И за ова има доказ, а тоа е службениот весник од 2018 година, каде што е објавена одлуката на владата за изградба на мигрантски камп со имотен лист број 2140 за катастарска општина Бардовци. Откако вчера го обелоденивме пред граѓаните планот на Заев и Филипче за носење на мигранти во Македонија, тој цел ден го нема, се крие и бега од новинари. Овие двајца треба да одговорат колку мигранти биле спремни да примат и колку ќе се збогателе со тој чекор. Дали Заев и Филипче во обид да го зацкријат својот криминал се обидуваат друг да наместат. Затоа ли Филипче е олку гласен затоа што тој договарал носење на мигранти за истите суми кои тој и медиуми блиски до СДС ги вадат во јавноста. Криминалот и корупцијата на Заев и Филипче нема да се сокријат под превезот на создавање на лажни вести, паника и хистерија кај граѓаните. Го повикуваме Филипче да се соземе, да си поднесе оставка, а СДС под итно да се реформира. Утре ќе објавиме нови детали како Заев и Филипче планирале населување на мигранти во Македонија. Со кредитот од 6 милиарди евра да ги плаќаме мигрантите, да ги храниме и да ја плаќаме изградбата на социјални станови за нив. Така изгледа патриотската политика на ВМРО ДПМН, реагира од СДСМ на обвинувањата од владеачката партија. СДСМ ја внесе Македонија во НАТО за да ја обезбеди безбедноста и државните граници, а ВМРО ДПМН ја загрозува безбедноста со планови за носење мигранти за пари. Државата нема пари, па ќе земе кредит што ќе го враќаат нашите деца, за да сместиме мигранти кои другите земји од Европската Унија ги исфрлаат за да ја зачуваат безбедноста во своите држави, безбедноста на сите своји граѓани, на своите деца, стои меѓу другото во соопштението од СДСМ. Оливер Спасовски не постапил согласно закон кога било потребно. Поради вакви системски грешки ни се случи трагедијата Беса Транс, обвинија на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. Оливер Спасовски не постапил кога бил должен да постапи. И затоа Македонија се соочува со последици кои никогаш не смееле да се дозволат. Оливер Спасовски не го одзел овластувањето на станицата за технички преглед во Сарај, иако имало официјален извештај со констатирани неправилности. Тој не презел мерки во законскиот рок, туку реагирал дури 3 месеци подоцна, со што директно овозможил фирмата да се здобие со противимотна корист од 5,5 милиони денари. Уште потрагично е тоа што Оливер Спасовски реагирал дури 3 дена по трагедијата во Бугарија, во која загинаа наши 45 сограѓани, со автобусот кој поминал технички преглед во истата оваа фирма во Сарај. Дали доколку Оливер Спасовски реагирал навремено, ќе била спречена оваа трагедија? Дали Спасовски имал некаков договор со фирмата и затоа им овозможил дополнително работење за да може и тој да ќари? Дали Оливер Спасовски во страф и паника веднаш по несреќата го одземал овластувањето затоа што имал грижа на совест? Државната комисија за спречување на корупција
во 2023 година утврдила одговорност и побарала од владата да се разреши Оливер Спасовски или самиот тој да си поднесе оставка. Почитувани граѓани, вакви институционални пропусти со тешки последици не смееле да се случат. Сите треба да знаат кој стоел на позицијата што требало да ја штити безбедноста на граѓаните. Правда и одговорност мора да има. Податокот дека АД ЕСМ остварило загуба од вртоглави 32 милиони евра само во вториот квартал на 2025 година е скандалозен и бара итна одговорност, пишуваат во соопштението од Левица и додаваат. Дополнително, генералниот директор на АД ЕСМ Лазо Узунчев и личен пријател на Мицкоски претходно изјави дека компанијата нема да генерира загуби и дека нема да има промена на цената по која компанијата му ја продава електричната енергија на универзалниот снабдувач Евана Хоум, која изнесуваше 62 евра за мегават час. Но денеска компанијата е најголем загубар и цената кон универзален снабдувач е 65 евра за мегават час. Ова е доказ дека промената на власта и новите директорски фотели не донесоа никаква промена во паразитското испумпување на народни пари. Напротив, се потврди тезата дека СДС и ДПМНЕ се две страни на иста паричка кога е во прашање уништувањето на државните ресурси. Левица прашува јавно: како е можно да се генерира загуба од 10 милиони евра месечно во пролетен и летен период, кога потрошувачката на електрична енергија е драстично намалена? Дали овие 32 милиони евра се резултат на скапи тендери во 4 очи за ископ на јаглен и набавка на мазут преку фирми блиски до новата власт? Дали ова свесно и системско уништување на ЕСМ е подготовка на теренот за негова ефтина приватизација, прашуваат меѓу другото во соопштението од Левица. Продолжуваме со информации од спортот. ГРК Тиквеш во недела во салата Јасмин ќе го пречека тимот на Еврофарм Пелистер 2. Се разгорува битката за двете плейоф позиции за кои рамноправно конкурираат екипите на Тиквеш, Бутел, Прилеп и Еврофарм Пелистер 2. Вчера се одиграа последните две средби од воредното 16-то коло во машката ракометна Суперлига. Директните конкуренти на градскиот ракометен клуб Тиквеш за позициите 5 и 6 на табелата, екипите на Еврофарм Пелистер 2 и Бутел, во меѓу себе надпревар одиграа нерешено 24-24. А ако на овој резултат го додадеме и нерешениот исход на пролет на гостувањето кај Куманово, тогаш можеме да кажеме дека резултатите од ова вонредно коло одат во прилог на кавадаречкиот состав. Во последниот надпревар Струга славеше на гостувањето кај Радовиш со 24-26. Време за одмор нема, бидејќи веќе денес стартуваат и надпреварите од редовното 17-то коло. Вечерва својот надпревар ќе го одиграат Алкалоид и Куманово. Утре сабота во Скопската пресметка Пролет ќе го пречека Бутел со императивна победа, доколку сака да остане во трката за местата кои водат во плейофот. Вардар е апсолутен фаворит во дуелот со Радовиш, а во дербито на колото Охрид ќе го пречека Еврофарм Пелистер. Во недела Струга ќе го нагости Прилеп, кој исто така има плейоф амбиции, а мошно интересно се очекува да биде во Кавадарци, каде Тиквеш ќе го пречека тимот на Еврофарм Пелистер 2. Кавадарчани немаат право на кикс, доколку сакаат да ги задржат позициите кои водат во плейофот. Кошаркарите на Тиквеш Голден Игла во сабота од 17 часот го пречекуваат Пелистер, кај девојките во дербито на колото Пробаскет ќе му гостува на тимот на Бадел. Десетото коло во машката кошаркарска Суперлига треба да донесе многу интересни и неизвестни дуели. Утре сабота Чаир заради домашниот терен е благ фаворит во дуелот со Ангели. Гостивар ќе се обиде да му се спротивстави на лидерот ТФТ, а во Кавадарци од 17 часот
екипата на Тиквеш Голден Игл ке го нагости фаворизираниот тим на Пелистер. Во недела, мини дербито во Гевгелија ке го одиграат Кожув и Куманово. Маđари во борбата за престиж ке му се спротистави на Феникс, а колото ке го одбележи дуелот на вечните ривали Работнички и МЗТ. Кај девојките на програмата се средбите од 8-то коло. Денеска во дербито на колото, во Скопје, Бадел ке го пречека тимот на Пробаскет. Во сабота, Крива Паланка не би требало да има проблеми на гостувањето во Делчево кај Патриот. И во недела, шампионот Баскет Кам на домашен терен е апсолутен фаворит против МЗТ, исто како и Вардар, кој ќе гостува во Неготино кај екипата на Спорт Тим. Утре не очекува сончево и релативно топло време со мала до умерена облачност. Во предпладневните часови по одделни котлини и речни долини ќе има појава на магла, која во текот на денот ќе се намали. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Тоа беа содржините што ги подготвивме во вечерашно издание на Дневникот. Благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатна вечер.